Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Со доасфалтирање на уличната мрежа во индустријската зона Металец продолжува градежната офанзива во Прилеп. Од ноќеска на полноќ дел од горивата ќе се продаваат по нови цени. Писателот и театарски критичар Звонко Димовски вечерва ја промовира новата книга репортажна поезија Екс Нихило. Вечерва во Цепенков предвеликденски концерт на хорот Керамија. Времето денеска сончево и топло. Синоптичарите најавуваат пресврт од среда. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп, среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Со доасфалтирање на уличната мрежа во индустријската зона Металец продолжува градежната офанзива во Прилеп. Се асфалтираат 973 метри квадратни, а ќе се решава и проблемот со подземната инфраструктура на делот од сообраќајницата Александар Македонски, посочи градоначалникот Дејан Продановски. Индустријска зона Металец, позната или Прилеп 1, по документација почнавме со инфраструктурно уредување. После подолги години од основниот буџет на општина Прилеп се одвојуваат 37,4 милиони денари за да се дозокружи процесот на урбанизација на оваа индустријска зона. Како локална самоуправа работиме на подобрување на индустријските зони, нивниот квалитет и подобрување на условите за стопанистување на прилепското стопанство. 7 метра широк коловоз, 973 метри во зоната би се завршиле. Ова е почеток, еве да кажеме Ирлија, за градежните активности кои го очекуваат Прилеп и општина Прилеп. Се доуредува просторот, на двете страни по 2 метри широк тротоар, како што спомнав, 973 метри заокружени во асфалт и се во име на подобрување на условите за стопанисување, односно подобрување на стопанството во Прилеп. Сработена работа, парите спомнав од општинскиот буџет, од основниот буџет на општина Прилеп, изведувачиве треба да ја завршат најскоро што можат, ќе кажат тие во нивно име кога би можеле да очекуваме. Денеска се работи на носечкиот слој 9 см асфалт, понатаму со завршен слој од 4 см, така е согласно тендерската документација и согласно јавната набавка која што имаме. Продолжуваме понатаму, овде не застануваме, но еве пред најголемиот христијански празник дозначиме старт на градежните активности во општина Прилеп и нека очекуваат граѓаните на Прилеп се повеќе вакви активности.
Вечерва од 18 часот и 30 минути во кафетеријата Тротоар во Прилеп ќе се одржи промоција на Екс Нихило, репортажна поезија за Андалузија од Звонко Димовски. Промоторка на новото дело од Димовски ќе биде Драгица Здравеска. Екс Нихило, репортажна поезија за Андалузија на Звонко Димовски е ракопис што ги обединува поезијата, патописот и документарниот пристап во современ книжевен текст, инспириран од културната и духовната историја на Андалузија. Делото е конципирано како документарно-поетски циклус во кој Андалузија се чита како простор на историска меморија, мит и лична внатрешна географија. Делото ја развива формата на репортажна поезија, современ жанр што ги поврзува фактографијата, авторското сведоштво и поетската слика. Книгата е во издание на Полица, реализирана со поддршка на Министерството за култура и туризам. По повод најголемиот христијански празник Великден, хорот Керамија вечерва во фоајето на Цепенков од 19 часот ќе одржи концерт на кој ќе бидат изведени тропари во византиски напев, литургиски песни од источната и западната христијанска традиција, како и духовна и световна хорска музика. Женскиот камерен хор Керамија е формиран 2023 година во Прилеп по иницијатива и под диригентска палка на Катерина Поповска. Хорот е составен од професионални музичари и аматери, ентузијасти и љубители на хорската уметност. Во изминатиот период постепено, но сигурно се афирмира како значаен чинител во хорското пеење, придонесувајќи за развој на нова и современа хорска пракса во градот под Марковите кули. Керамија на повеќе наврати успешно реализираше проекти во кои беше домаќин на хорови од други градови во Македонија. Хорот има остварено успешни и наградувани настапи на надпревари како и бројни ревијални концерти низ земјата. Од полицискиот билтен информации за повеќе пријави за физички напади кои се случиле во еден ден. На 5 април, околу 23 часот и 30 минути во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода АМ, 29 годишен од селото Селце Прилепско, кој физички нападнал полициски службеник и се обидел да избега. АМ е приведен во полициската станица Прилеп и по документирање на настанот ќе следува соодветен поднесок. Истиот ден на 5 април во 17 часот и 30 минути во полициското одделение Кривогаштани, лишен од слобода е ВЛ, 34 годишен од село Војџани, општина Кривогаштани, бидејќи во спорска облажувалница под дејство на алкохол го нарушувал јавниот ред и мир и физички нападнал полициски службеник. На 5 април во 1 часот и 30 минути во ОВР Прилеп 34 годишна прилепчанка пријави дека во семејниот дом во Прилеп била физички нападната од сопругот. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. На 5 април во 22 часот и 10 минути полициски службеници од ОВР Прилеп во село Слепче, општина Долнени, лишиле од слобода 56 годишен скопјанец поради сомнение дека допирал по телото малолетничка од Прилеп. Истиот ден, на 5 април, во 3 часот и 15 минути во ОВР Прилеп, 25 годишен прилепчанец пријавил дека во семејниот дом во Прилеп бил физички нападнат од неговиот татко. Се преземаат мерки за расчистување на настаните. Временска прогноза. Времето денеска сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност, со слаб до умерен ветер од северен правец. Во Прилеп минималната температура достигна до 3, а максималната се искачи до 20 степен. Утре ќе се задржи сончево и топло време. Од среда и во деновите потоа ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Побилни врнежи се очекуваат во сабота. Поради продор на постуден воздух од север на планините и на некои од повисоките места, врнежите ќе бидат од снег. Од четврток температурите ќе бидат во позначително опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.